Благодарам. Почитувани присутни, еден посебен поздрав за Елена Кочевска и за незиното трпение што денес го покажа и цел ден седи во Собранието на Република Македонија. Има и зошто, треба да биде горда, меѓутоа и ние на некој начин се обединивме преку ова декларација, што верувам нема да биде и последен обид и последна шанса. Почитувани колеги, на почетокот дозволете ми да го изразам моето задоволство од денешната седница и носењето на декларацијата. Чест и задоволство ми е да се биде дел од денешниот момент. Принципите на слобода, демократија, почитување на основните човекови права и слободи и владењето на правото се неразделиви принципи во процесот на европската интеграција и предуслов за мир, развој и безбедност во секој општество. Европската унија ја поттикнува универзалноста и неразделивоста на човековите права. Денес, повредата на човековите права е феномен кој се појавува во сите сфери на општественото живење и државите преземаат драстични мерки да се справат со неа. Човековите права се права кои се својствени за сите човекови битија, а се содржани во бројни меѓународни, регионални и национални акти. Со ратификувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, како држава преземавме обврски за нејзино доследно инкорпорирање и имплементирање. Конвенцијата ги следи сите области и сфери на функционирање на општеството согласно пак Конвенцијата на лицата со попреченост. Мора да им се обезбеди политичко учество на иста основа со другите лица, без разлика на правниот субјективитет на лицата со попреченост. Паралелно, државата исто така имаат афирмативна обврска да ги приспособат и да ги поддржат лицата со попреченост во остварувањето на правото на политичко учество. Во членот 29 се наведуваат обврските на државите за обезбедување без никаква дискриминација и без неосновани ограничувања учество во изборниот процес на сите лица со попреченост, учество во политичките организации, партии и учество во процесот на одлучување за прашања од интерес на лицата со попреченост. Правото на учество во политичкиот и јавниот живот е меѓусебно поврзано, зависно и неделиво со другите права, утврдени во Конвенцијата. Инвестиции и политичка посветеност се клучни фактори за успех за целосно учество во општеството. Сите влади досега инвестираа во поддршката на лицата со попреченост со политики за социјална заштита, финансиска поддршка, помош и поддршка во образованието, здравството, вработувањето, подигањето на свеста за проблемите на лицата со попреченост. Може да се постигне со зголемување на политичко учество на самите лица во политичкиот живот. Затоа, мојата заложба како пратеник и подпредседавач на ИППГ е препознавање на прашањето на попреченост како човеково право и застапување за што е можно поактивно учество на самите лица. На иницијативата на Поле Плюс веќе 16 години во нашиот парламент обстојува и функционира интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности ИППГ. Горди сме на неа зашто е единствена во регионот и одличен пример за добри практики, но од друга страна пак сме и единствен парламент во регионот кој нема представник, пратеник лице со посебни способности. Од ниједна политичка партија, тоа е за жал, се надам дека во следно време тоа ќе се промени. Интерпартиската парламентарна група за правата на лица со посебни способности го зголеми диалогот помеѓу организациите на лица со посебни способности и пратениците и успеа да покрене општество во кое сите лица со посебни способности треба да учествуваат целосно како еднакви граѓани. Низ овие години, овие 7 состави на ИППГ за правата на лицата со посебни способности создадоа критична маса на луѓе од различни структури кои се спремни да се посветат нова мисија, влијание и застапување за промени на законската регулатива во ова сфера, но и за промена на јавната свест. Осебен белег на ИППГ му дава неговата хетерогеност и преку него уште еднаш нашата држава покажува функционалност и неисцрпни можности за толеранција. ИППГ не им го смени животот на луѓето со посебни способности, но ИППГ создаде и создава предуслови за вистински длабоки промени на квалитетот на живење на сите. Пред се, создадена е мрежна структура во општеството посветена на овие прашања. Членовите на ИППГ работеа напорно за ратификување на Конвенцијата за правата на лицата со посебни способности, како и на закони со вградени стандарди за изедначување на правата на овие лица. Направен е продор во медиумите и подигнувањето на јавната свест за правата на лицата со попреченост. Со денешниот чин даваме можност да бидеме дел од глобалниот повик кон
кон креаторите на политиките, повеќе и поефикасно да ги вклучат лицата со попреченост во политичкиот и јавниот живот. Престојат уште многу предизвици, со кои се соочуваат сите демократски општества, а не е исклучок ни нашата држава, но со добра волја и поддршка верувам дека овие предизвици можат да се надминат. Почитувани колеги, и покрај празнините во законската рамка, сепак барем во оваа област, нашата држава се покажа дека може да биде пример и модел за препознавање и вклучување на лица со попреченост во нашето општество. Почитувани, успехот на нашите заеднички напори до денес треба да не направи оптимисти, без оглед дали причината е недостаток на јавност во законот или во административните постапки. Мораме да овозможиме граѓаните со попреченост да ги остварат своите граѓански и политички права. Тоа не е само должност на некого, тоа е должност на секого, тоа е право на сите. И тоа важи сега и веднаш. За овие права немаме и не треба да си даваме изговори. Тоа значи дека треба сите ние, пак повторувам, сите ние, пратениците, организации, представници од извршната власт, па и самите родители на децата со попреченост, да работиме и на подигнување на свеста. Да работиме на промена на нашите гледање, поврзани со прашањата на децата и возрастните со попреченост и заедно да излеземе во пресет на предизвиците. Неопходен е и политичкиот консензус по однос на ова прашање, каде сите партиски определби имаат само една боја. Се со цел да изградиме инклузивна еднаквост и општество без дискриминација, применувајќи ги стандардите од конвенцијата и запазувајќи го нивниот принцип и мото. Ништо за нас без нас. Почитувани колеги, јас ви честитам. Упатувам искрени честитки и до Елена, и до Полиплус, и до сите здруженија со посебни потреби. Ово го говорам во името на мојата пратеничка група, бидејќи бевме договорени координаторот да ја потпише декларацијата, за това стои целата наша пратеничка група. Благодарам и кон нив, благодарам и за вашиот консензус на сите останати политички партии. Би сакал да ја спомнам и Лилијана Поповска, бидејќи е еден од основачите на НИППГ, и честитам и на неа и на сите вас. Благодарам.